Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие ја слушате книгата Светска криза и патот до мирот. Ова е збирка на говори и писма од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, имам и поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат, петтиот наследник на ветениот Месија. Писма до светските водачи. मेरी मौला मेरी ये एक दुआ है, मेरे मौला मेरी ये एक दुआ है. Писмо до неговото височество, папата Бенедикт XVI, на 31 октомври 2011 година. Поглаварот на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница, неговата светост Хазрети Мирза Масрор Ахмад, му напишал писмо на неговата светост папата Бенедикт XVI. Мојата молитва е возвишениот Аллах да ви ја даде својата милост и благослови. Како поглавар на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница, на неговата светост папата, ја пренесувам пораката на честниот Куран. Кажи, о народ на книгата, дојдете до збор еднаков помеѓу вас и нас, да не обожаваме никој освен Аллах, да не му препишуваме никаков партнер и некои од нас да не ги земаат другите за господари, освен Аллах. Исламот денес е под призмата на светот и често е мета на диви обвиненија. Меѓутоа, оние кои ги покренуваат овие обвиненија, тоа го прават без проучување на вистинските исламски учења. За жал, одредени муслимански организации, само поради своите себични интереси, го прикажувале исламот во потполно погрешно светло. Како последица на тоа, во срцата на луѓето на Западот и во немуслиманските земји, недовербата кон муслиманите се зголемила до таа мера што дури исклучително образовани луѓе изнесуваат неосновани обвиненија против основачот на исламот, честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем. Целта на секоја религија е човекот да го приближи кон Бог и да ги втемели човечките вредности. Никогаш ниту еден основаш на религија не ги подучувал своите следбеници да ги присвојуваат правата на другите или да се однесуваат сурово. Според тоа, постапките на малцинството, залутени муслимани, не треба да се користи како изговор за напад на исламот и на неговиот чесен основач, салаллаху алейхи веселем. Исламот не подучува да ги почитуваме пратениците на сите религии и затоа е неопходно сите муслимани да веруваат во сите пратеници, спомнати во Библијата и во честниот Куран, се до Иса алейхи селам и вклучувајќи го и Иса алейхи селам, Исус Христос. Ние сме понизни слуги на честниот пратеник Мухаммед, салаллаху алейхи веселем, и ние одговараме со постојано представување на неговите благородни доблести и на светот му го прикажуваме убавото учење на честниот Куран. Ако човекот не го следи одреденото учење како треба, а тврди дека го признава, тогаш тој е оној кој греши, а не учењето. Значењето на самиот збор Ислам е мир, љубов и сигурност. Во верата нема присила, јасна е наредбата на Куранот. Од почеток до крај, честниот Куран подучува на љубов, срдечност, мир, помирување и жртвување. Честниот Куран постојано повторува дека оној кој не се здобие со правилно однесување е далеку од Аллах и со тоа далеку и од исламот. Според тоа, ако било кој исламот го прикажува како екстремна и насилничка религија, исполнета со крвопролевање, тогаш таквото прикажување нема никаква врска со вистинскиот ислам. Ахмадија муслиманската заедница го практикува само вистинскиот ислам и чисто се однесува само за да го задоволи Бог. Ако било која црква или некое друго место на обожавање има потреба за заштита, тие ќе увидат дека сме рамо до рамо со нив.
Ако било која порака одекнува од нашите џамии, тоа е само пораката дека Аллах е голем и дека ние сведочиме дека никој не е вреден за обожавање освен него и дека Мухаммед салаллаху алейхи веселем е Аллахов пратеник. Факторот кој ја игра главната улога во рушењето на светскиот мир е оној што одредени луѓе, бидејќи се интелигентни, образовани и слободни, си даваат за право да ги исмејуваат и да се подбиваат со основачите на религиите. За да се одржи мир во општеството, неопходно е луѓето од своите срца да ги отфрлат чувствата на непријателство и да го зголемат нивото на толеранција. Потребно е да се застане во взаемна одбрана на почитта и наклонетоста кон пратениците. Светот поминува низ вознемиреност и тешкотии, и тоа бара преку создавање на атмосфера на љубов и срдечност да ги отстраниме загриженоста и стравот, да ја пренесеме пораката на љубовта и мирот на оние околу нас, да научиме да живееме во поголем склад и на подобар начин одошто во минатото и да ги препознаеме вредностите на хуманоста. Денес во светот избиваат војни со мали размери, додека на други места големите сили тврдат дека се обидуваат да постигнат мир. Не е тајна дека едно зборуваат, а зад кулисите се исполнуваат нивните вистински приоритети и политики. Прашањето е дали мирот во светот може да биде постигнат во такви околности. Ако внимателно ја погледнеме сегашната ситуација во светот, со жалење забележуваме дека веќе се положени темелите за уште една војна. Ако после Втората светска војна се следел патот на еднаквоста кој води кон правда, не би биле сведоци на сегашната состојба на светот, кој повторно е голтнат во пламенот на војните. Голем број на земји веќе имаат атомско наоружување и како последица на тоа расте вознемиреноста и непријателството и светот повторно седи над понорот на уништувањето. Ако овие средства за масовно уништување експлодираат, идните генерации нема да ни простат за нивните трајни нарушувања. Се уште има време светот да посвети внимание на должноста кон Создателот и кон неговите суштества. Верувам дека сега најважно е, наместо унапредувањето на светот, идно да ги зголемиме своите напори, да го спасиме светот од уништувањето. Ако човекот денес навистина сака да биде успешен во остварувањето на мирот, наместо во изнаоѓањето на недостатоците кај другите, треба да се потруди да го контролира шејтанот внатре во себе. Со отстранувањето на своите собствени зла, човекот треба да представува убав пример на правдина. Јас често го подсетувам светот дека претераните непријателства кон другите потполно ги узурпираат човечките вредности и светот го доведуваат до истребување. Бидејќи вие имате влијателен глас во светот, јас ве замолувам да го известите светот дека составањето на пречки на природната рамнотежа, која Бог ја втемелил, нагло се движиме кон уништувањето. Оваа порака треба да биде пренесена што подалеку и што попрво како никогаш порано и со многу поголемо значење. Сите религии на светот имаат потреба за религиски склад и сите луѓе во светот треба да направат напор за да се создаде дух на љубов, срдечност и братство. Мојата молитва е сите ние да ги разбереме своите одговорности и да ја одиграме својата улога во воспоставувањето на мирот и љубовта и да го препознаеме Создателот на светот. Ние го молиме Бог и постојано го молиме Аллах ова уништување на светот да биде избегнато. Јас го молам Бог да бидеме спасени од уништувањето кое не очекува. Искрено, ваш Мирза Масрор Ахмад, Халифатул Месих Петти, поглавар на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница.
फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल